Што ни недостасува? Значи ефикасност, професионалност, интегритет и многу други работи кои што оваа политика ќе ја стават во функција. Значи, ние имаме искуство во вакви состојби, но за жал реагираме доцна. Проблемот е што реагираме доцна и потоа велиме да не се повтори. Меѓутоа, историјата, минатото, кое што е проценка на ризик во еден процес на сознавање каде треба да реагираме, не подучува дека имаме ние такви настани, не обрнуваме внимание, не ги проценуваме дали можат во иднина да се повторат или не и не обезбедуваме превентивни мерки како да ги спречиме. Добре дојдовте во уште една епизода Транзицијска правда или балкански перспективи. Оваа епизода ќе ја посветиме на темата жени и транзицијска правда и ќе ја појасниме малку повеќе резолуцијата на Обединети нации која се однесува токму на жените. Со мене е професорката Лидија Георгиева од Филозофскиот факултет, со која ќе поразговараме токму на овие теми. Професорке, ви благодарам што ја прифативте поканата. Добре дојдовте во нашата подкаст студија. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Решивме во март да ја третираме оваа тема жените и транзицијата, меѓутоа се случи една страшна несреќа, па сепак моравме малку да паузираме од било каков вид содржини кои не се однесуваат на таа несреќа, но еве повторно се враќаме со нашите предвидени теми. Пред се би сакала да побарам од вас едно накратко објаснување за тоа што всушност се содржи оваа револуција. Знаеме дека се работи за превенција, за справување, за хуманитарна помош и на крајот секако и за лекување на травмите. Меѓутоа, може ли да ни појасните повеќе што предвидува оваа резолуција? Да, пред да започнам, најпрвен да изразам длабоко соучувство до сите оние семејства кои што трагично ги изгубија своите најмили и да посакам брзо закрепнување на останатите. И секако дека оваа резолуција која што е предмет на нашава дискусија денес има допирни точки со многу од настаните со кои што ние секојдневно се соочуваме. Пред се затоа што ги засега во најголем дел и директно жените како една категорија, ранлива категорија во општествата. Меѓутоа, оваа резолуција, иако е донесена во 2020 година, значи на 20 годишнината од незиното донесување беше евалуирана и беа искажани забелешки и да речам препораки кои што понатаму треба да ја зајакнат незината имплементација. Самата резолуција се однесува на состојбата и положбата на жените во општества кои што се погодени од насилство или конфликти и укажува на тоа дека промената во конфликтите кои што станаа веќе многу сложени, многу комплексни, на тоа не подсетуваат и настаните и во Украина и во Палестина, укажува дека директното насилство остава длабоки последици не само во бројка како жртви, туку и последици врз понатамошниот развој и опоравување на овие општества. Резолуцијата беше поттикната од конфликтите од 2000-тите години кои што пред се вклучува во голема мера сексуално насилство врз жените, затоа што во тој период и во тие конфликти сексуалното насилство се користеше како оружје на војната. И последиците од оваа форма на насилство до тогаш не беа третирани ниту пак жените како поединечна категорија, девојчињата или момчињата како поединечна категорија во анализите и во политиките на меѓународните организации како да се справат со различни форми на насилство.
Од 2000 година до 2020 година оваа резолуција, имајќи ги предвид настаните што се случуваа во светот пошироко, беше надополнувана, беше зајакнувана и препорака беше до националните влади да ја прифатат оваа резолуција како една нормативна резолуција, да ги сменат своите безбедносни политики или мировни политики, со тоа што делот кој што се однесува на родовото насилство ќе биде многу посилно третиран и ќе биде имплементирана оваа резолуција со поентите кои што таа ги нагласува, пред се учество на жените во спречувањето на конфликти, потоа учество на жените во мировните процеси, во процесот на опоравување и заздравување и во процесот на донесување на одлуки. И може да се констатира од разни, да речам, анализи и проценки и во рамките на Обединетите нации, од Агенцијата на Обединетите нации за жените, но и од други регионални организации, дека во првиот налет на имплементација на оваа резолуција имаше послаб интерес или одзив на државите, но ако го сведеме тоа на регионот на Балканот, скоро сите држави донесоа такви планови, односно национални акциски планови со кои што ќе ја имплементираат резолуцијата. Може да се каже и дека првиот дел од самата резолуција се однесуваше пред се на сексуалното насилство и на последиците од употребата на насилство врз жените. Меѓутоа, со понатамошниот развој и дополнување на оваа резолуција, таа се прошири со учество на жените во мировните процеси и во делот на финансирањето на или буџетирањето на родовите политики, но и на имплементацијата на локално ниво. И тука треба да нагласам дека има разлика во однос на имплементацијата на оваа резолуција и политиките и на национално, но и на меѓународно ниво, а од друга страна и од страна на државите кои што испорачуваат вакви политики и оние кои што се приматели на вакви политики. Значи, оние кои што испорачуваат пред се западноевропските држави, овој проблем го гледаа како проблем на земјите кои што споменуваат низ насилство, кои што треба да се справуваат со последици од насилство, како што рековте, со транзицијската правда, а од друга страна пак државите кои што се жртви на ваков тип на насилство, треба да направат една саморефлексија за тоа каде се наоѓаат и колку од овие политики се применливи кај нив, и некако се подели таа, да речам, обврска на некои кои што треба да ги креираат политиките и некои кои што треба да ги имплементираат. Сега би сакал малку и за оној дел кој што предвидува превенција. Да. Ние можевме на Балканот да видиме како се прелеваат конфликти од една држава во друга, почнувајќи со страшната југословенска војна, војната во Босна, потоа следеше Косово, потоа следеше Македонија. Во цел оној дел или обид за превенција, можевме ли многу порано да ги препознаеме овие текови и порано да превенираме некои кривични дела или некои воени злосторства кои што се случија врз жените во овие други држави после оние страшни настани кои што се случија во Босна? Мислам дека одговорот е да, затоа што ние за превенцијата воопшто како една концепција во рамките на безбедносните политики на државите или на меѓународните организации, почна да се зборува некаде кон крајот на 90-тите години, со тоа што Обединетите нации донесоа една агенда за мир, така наречена агенда за мир, во која што директно апострофираа дека превенцијата е таа која што треба да се зајакне за да се спречат конфликти. Од друга страна пак, има сериозни забелешки дека ова звучи премногу идеалистички и дека конфликтите не може да се спречат. Но имајќи ги во предвид показателите или
ранливоста на државите, како што ја нарекуваме, нивната економска, политичка нестабилност, слабите институции, и неможноста самите да ги финансираат или да ги креираат овие политики, на превенцијата и се даде значајно внимание преку политиките и на Европската Унија. Уште тоа е така наречен Солана документ кој што изричито вели во Европската стратегија дека треба да се наметне процесот на превенција, а годишните евалуации на имплементација на политиките или успешноста на државите да ги одмери или да каже каде се наоѓаат проблемите. И така треба да се гледа на овие документи. Меѓутоа, националните влади или националните политики или стратегиите за безбедност и одбрана многу помалку посветија внимание на оваа проблематика. И тука има неколку причини зашто е така. Едната е дека сето тоа треба да биде да го оспори стариот или традиционален начин на гледање на безбедноста, што кој треба да биде безбеден, граѓаните или државата. Потоа во самите планови или стратегии за безбедност и за одбрана треба да се наметнат нови принципи на однесување, нови принципи наместо на максимално вооружување, на модели за спречување, што значи дека треба да го знаеме нашето историско минато и да ги знаеме нашите капацитети и можности со што се соочуваме во делот на заканите, нели, кои што може да предизвикаат конфликти или други видови на непогоди и катастрофи. Значи, Кочани само не потсети колку сме ранливи. Само не потсети дека некои од елементите на нашата политика многу повеќе треба да бидат зајакнати и многу повеќе внимание да им посветиме и да ги финансираме. Значи, вториот проблем е финансирањето и во националниот акциски план, во првиот план на Република Македонија. Значи, основна забелешка беше дека, иако потенцира значајни моменти, значи, внимание кон жените, девојчињата и момчињата во ризична состојба, учество во мировните процеси и во мировните операции за хуманитарните активности, сепак тука немаше финансиски импликации за имплементација на овој план и тоа беше главната забелешка зошто не можеше да биде, да речам, во целост или во одреден процент имплементиран. Иако целиот процес на донесување на овој план беше многу инклузивен, многу од министерствата определија своји представници во рамките на работна група која што беше формирана во Министерството за труд и социјална политика. И јас навистина како дел од овој процес многу го ценам целиот тој придонес на институциите, но финансирањето и потоа симнувањето на овој процес на локално ниво во самите заедници требаше да биде многу посилен и посилно поддржан, но овдека мислам дека многу помогна соработката со граѓанскиот сектор и дел од граѓанските организации кои што исто така превзема голем дел од оваа обврска да го ја кренат јавната свест и да направат и обуки, да направат тренинзи за сите оние кои што се заинтересирани и кои што може да бидат вклучени во овој процес на превенција. Туму тоа сакам да ве прашам, што е ефектот од сите овие обуки? Еве сега кога се подготвував за ова интервју и кога барав што се направила државата во контекст на оваа резолуција или во контекст на жените, се што можев да налетам за оние акциски планови се само организирање на обуки за жените и тоа претежно финансирани од Агенцијата на Обединети и UN Women. Освен обуките, што друго е направено во оваа држава откако е донесена резолуцијата до денеска и дали сметате дека само со обуки е доволно, бидејќи моето лично мислење е дека жените веќе, особено овие кои вие ги споменавте и дел од граѓанскиот сектор, дел од жените во политиката, веќе го имаат знаењето за тоа што треба да се направи. Дали само обука е доволно за да ја имплементираме оваа резолуција и нормално за да ја заштитиме жената во едно поздвоено или постконфликтно општество? Или
хумано општество, можеби да кажеме. Значи, дел од целите беше подигнување на јавната свест. Меѓутоа, таа цел е долго време присутна и не секогаш е приоритет, да речеме, во тоа дека јавната свест е таа која што треба да биде одржана за да се применуваат овие политики. Не само во Македонија, туку и во целиот регион, со исклучоци, например во Босна, каде што многу силно граѓанскиот сектор го повлече овој процес за да применува сериозни и активни политики. Значи, обуките се неопходни, но не се доволни. Ова резолуција и последовалните резолуции имаат нормативна вредност. Тие треба да бидат преточени во политики и обврски. И на национално ниво, но и на ниво на локалните заедници. Значи, обврската да се имплементираат овие планови или активности предвидува во тој акциски план, како што рековте, периоди во кои што треба да се остварат одредени активности. Дали да се подобри состојбата, дали да се вклучат повеќе жени, дали да се провери кои се потребите на жените во една локална заедница. Или пак дали се тие подготвени да ги имплементираат овие политики. Значи, таа нормативна и трансформативна вредност на резолуцијата не се оствари до крај. Некои коментира дека останавме само на зборување, наместо на имплементација и на реализација на овие политики. И за жал тоа е случај не само во имплементација на овие национални планови, туку и во други политики, што значи дека треба да се смени самата структура како оваа политика се реализира. Една од забелешките беше дека е потребно лидерство. Значи, некој во кој што ќе се препознаат и самите вредности и политики на оваа институција и дека сега не можам да тврдам дека тоа би бил национален координатор или така натаму, затоа што многу од овие политики имаат една таква структура и тоа се покажа дека е недоволно за таа да речам политика да се имплементира од национално до локално ниво. Значи, потребно е сите оние елементи што се зацртани во резолуцијата и во националните планови, но и во законите, во законските решенија да бидат поддржани и да бидат реализирани. Ако се криминализира сексуалното насилство, тоа треба, значи тие одредби треба законно да се применува и да се исполнува. Ако зборуваме за превенција, тогаш треба да ги најдеме или да ги зацртаме и тие елементи во законите и во регулативата кои што ќе ја зајакнат превенцијата. За жал, политичката волја често пати критикувана, дали е доволна или е недоволна, игра голема улога на овој план и во голема мера ние немаме елементи на превенција во голем дел од нашите политики. Значи, ние пред да ја донесеме, пред првиот план да се донесе, направивме студија за тоа кои се потребите. Значи, се почнува од многу да речам, основно ниво, се утврдуваат потребите кои се, меѓу кои и подигнување на јавната свест, меѓутоа додека да се дојде до резултат кој што треба да се следи и да се провери дали е добро имплементиран, недостасува финансирање, недостасуваат индикатори, недостасува отчетност и недостасува транспарентност на тие резултати. Затоа и не можете да најдете документи или резултати кои што ќе бидат многу повидливи. Не тврдам дека не е направено ништо, туку напротив, мислам дека соработката со граѓанскиот сектор и со родовите, со лицата задолжени за родовите прашања во локалната самоуправа или во организациите или во министерствата, им недостасува еден елемент на сумирање на податоците, сумирање на резултатите, значи ние сме лишени од таа можност да ги
следиме податоците, да ги следиме успесите или неуспесите на овие институции, Но за тие да успеси сепак се базираат само на зголемено учество на жените во политичките процеси. да, на зголемено учество, на тоа дека во еден дел се поставени на водечки раководни места во институциите, дека се зголемил бројот на жените учеснички во мировни операции, во делот на тоа дека може да се подобрат и други елементи, но во суштина, значи овие да ги наречам концепти, зголемување, зајакнување, учество и така натаму, во финалната фаза треба да имаат еден резултат. А тој резултат е дека ќе бидеме способни да се чувствуваме безбедно, да се чувствуваме сигурно и дека решенијата кои што државата и институциите ги нудат, ќе ги заштитат жените, прво ќе спречат секакви обиди на насилство, кои што се во законот регулирани против жените, а потоа и ќе ги зајакнат политиките, односно состојбата со која што жените се соочуваат. Може треба да се нагласи уште една работа, а тоа е дека, како што споменавте, сите овие активности се базираат на донаторска помош, се базираат на поддршка од меѓународни институции, дека немаме финансиски, буџетски средства кои што ќе помогнат во овој дел или ќе ги финансираат овие политики. И тука застанува ентузијазмот, кој што се беше забележлив од 2013 година наваму, значи застанува ентузијазмот, каде што се преклопуваат многу обврски на оние кои што се ангажирани за спроведување на родови политики на локално ниво, со преоптовареност, со недоволна поддржаност од страна на институциите за нивната работа и затоа и резултатите се такви. Дали сметате дека на Балканот успешно се справивме со некои последици од војната, пред се тука ќе ги споменам сексуалното насилство, меѓутоа и не е само сексуалното насилство за време на конфликт. Во постконфликтниот период многу жени остануваат вдовици, самохрани, мајки, тоа има психолошки ефект кој можеби моето чувство барем е такво дека ние како општество не ги сваќаме доволно сериозно ваквите состојби. Што е она што го направија балканските држави за да им помогнат на жените и за да се изборат со целата таа траума? Еве, не мора да е само сексуално насилство, меѓутоа сепак ќе го ставам акцентот и на сексуалното насилство. Што е направено во овие наши држави како Босна, Косово, Србија, Македонија? Знаеме дека има огромен број жртви, особено настаните во Босна кои што се случува. Ние мислиме веројатно дека тоа се случува на некое друго место. Не сме доволно свесни колку таа форма на психичко и физичко насилство кон жените и пред, и за време, и по конфликтите е силна и колку остава сериозни последици. Дали е доволно направено? Мислам дека не е, затоа што прво не беше криминализирано оваа форма на насилство. Дури со донесувањето на оваа резолуција во 2000 година, меѓународните институции па и државите почнаа да зборуваат или да применуваат мерки за да се разреши оваа ситуација. Но и во ситуациите на транзицијска правда, значи на регистрирањето на овие форми на насилство и на процесуирањето имаше недостатоци, затоа што голем дел од овие форми на насилство прво не беа пријавени, а второ беа забошотувани од страна на политиката да излезат на виделина и со нив да се справат. Но ќе забележите дека дури откако големи случаи или јавноста и медиумите ќе информираат за вакви случаи на насилство, јавноста тогаш е свесна, тогаш е информирана за овие форми на насилство. Мислам дека не е доволно
направено, особено формирањето на Хашкиот трибунал, формирањето на другите институции за бележење на различните форми на насилство ги евидентираат, но на крајот или жртвите се повлекуваат или пак се плашат од формата како ќе бидат третирани во тој процес на доаѓање до вистината. И во многу случаи вистината не доаѓа на виделина. Мислам дека има простор каде се уште ова да се направи, ако имате во предвид дека и во мирновремени услови насилството врз жените е драстично зголемено и во форма на психичко и на физичко насилство и во други форми на социјална исклученост, спомнавте вдовици, спомнавте деца без родители. Значи, овие социјални феномени, посебно во постконфликтните општества, недоволно се третираат, ниту пак се посветува внимание доволно, освен сега кога борците во ИСИЛ или на Блискиот Исток, кои што се повратници во нашиот регион, тоа го направија и со своите семејства. Во еден дел борците се вратија, во друг дел семејствата останаа на територијата на каде што се водат конфликтите. Нивната реинтеграција во регионот тече со различен успех, се разбира, иако Косово мислам дека имаше најголем број борци што учествуваа во конфликтите во Блискиот Исток, но сега еве се соочуваме и ситуацијата во Украина. Значи и таму имаме учество на странски борци, иако тоа е забрането со закон и казниво со закон. Но, знаете, побргу настаните се случуваат отколку што законите или нормите се поставуваат. И секогаш ние доцниме во тој дел на законско регулирање на овие прашања. Затоа е потребна поинаква свесност за овие проблеми, како што на почетокот реков, проблемите за конфликтите не настануваат со самото избувнување, со самото случување на насилството. Тој конфликт се чувствува можеби со години наназад. Жените и девојчињата се чувствуваат несигурно и во тој период. И еден од показателите дека може да еруптира, може да се случи конфликт е всушност и односот на општеството кон жените. И сега кога правев една анализа за тоа кој што направил од нашиве балкански држави во смисла на имплементација, најдов на еден податок дека Косово од 2018 има ресурсен центар кој е задолжен за да им помага на жените жртви и на сексуално насилство, но и на друг вид трауми или насилство доживеано за време на вооружениот конфликт. И тоа не можам да го најдам за другите држави, како нешто што е, можам да кажам, конкретно направено по ова прашање. А од друга страна, сепак, Косово е лидер во бројот на фемициди. Како гледате на ова? Дали треба конкретни работи да преземаме или конкретни луѓе кои што би им помагале на жените, како например овој ресурсен центар, и зошто го нема на други места, и каква е неговата улога, ако знаеме повторно дека ова можеби фемицидите не се, можеби и не се од учесници во војната, меѓутоа сепак постојат и влегуваат во онаа бројка. Ние годишно броиме колку жени се убиени од страна на своите сопрузи или партнери. Во 90% е тоа случај, да, од сопружници. Видете, во Косово може да најдете и други примери кои што отскокнуваат од, да речам, регионалната пракса. Пред се заради фактот дека меѓународните институции и нивните политики кон овој процес се многу зајакнати, многу посилни. Во другите држави или во целиот регион
тоа е повеќе процес оставен на националната политика и на начинот на кој што самото општество гледа кон овој проблем. Дали е потребен таков ресурсен центар? Дефинитивно е потребен. Меѓутоа, ќе потсетам дека во рамките на Министерството за труд и социјална политика и во делот на заштитата на жените од физичко насилство, постоја и прифатни центри, постоја и заштитени центри во кои што жените можеа да бидат сместени, во кои што можеше да им се укаже и помош и кои што можеа да бидат на тој начин обезбедени од повторување на насилството или да им се даде стручна психолошка и друга помош, и лекарска се разбира. Мислам дека во тој дел мора да се врати еден вид на политика која што ќе обрне внимание на ова, дали тоа ќе бидат центри или на некој друг начин. Значи, не мора да се ослонуваме на нови институции, затоа што постоечките институции веќе ги имаат тие капацитети, односно претпоставувам треба да ги имаат тие капацитети, но дали ги реализираат, дали имаат финансиска финансиски капацитет тоа да го направат. Дали има и кадровски капацитет тоа да го направат. Не се сите луѓе вработени во МТСП обучени. Така е, но тука треба, значи тука ја гледаме и соработката помеѓу Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика и другите министерства кои што имаат обврска и задолжение да ја креираат родовата политика. И сега јас на неколку пати се обидував да разберам зошто е потребно помеѓу самите министерства да се склучуваат меморандуми за соработка за да се оствари некоја политика. Ова подразбира дека секој од институциите треба да има изградена политика и да има обезбедено и кадровски, и финансиски, и други средства за таа политика да ја финансира и да ја спроведува. Што ни недостасува? Значи ефикасност, професионалност, интегритет и многу други работи кои што оваа политика ќе ја стават во функција. Значи, ние имаме искуство во вакви состојби, но за жал реагираме доцна. Проблемот е што реагираме доцна и потоа велиме да не се повтори. Меѓутоа, историјата, минатото, кое што е проценка на ризик во еден процес на сознавање каде треба да реагираме, не подучува дека имаме ние такви настани, не обрнуваме внимание, не ги проценуваме дали можат во иднина да се повторат или не и не обезбедуваме превентивни мерки како да ги спречиме. Сега се приближуваме кон крајот на овој разговор. Би сакала да ве прашам, бидејќи до сега разговаравме многу конкретно за нашите држави, за нашиот регион поточно, за Балканот, меѓутоа морам да ве прашам за вашето мислење за улогата на меѓународниот фактор, меѓународните организации, пред се Обединети нации како една светска организација која впрочем и ги носи сите овие резолуции. Генералното мислење е дека потврлија со својата улога и во Босна, и во Косово, и во Македонија, а еве во моментов, како што споменавте неколку пати, беснеат две активни жаришта, жестоки војни, и тоа Русија и Украина. Украина има повеќе од 1000 километри фронт, што воопшто не е за занемарување, тоа се огромен број луѓе, милиони луѓе кои живеат во такви услови и катастрофалната хуманитарна состојба која што се случува во моментов во Газа, каде што повторно најголем број од жртвите се сепак жени и деца. Што направија Обединети нации, што направија другите меѓународни институции, не е тука само Обединети нации. Меѓународниот фактор, можам да се согласам со вас, и во делот на поранешна Југославија, посебно во Босна, посебно и во Македонија. Иако си ги припишува заслугите дека спречил подлабоки конфликти, дека спречил проширување на војните и така натаму, во академската средина има доста анализи кои што ги критикуваат начинот на
дејствување и на Обединетите нации, но во овој случај и на регионалните организации и ОПСЕ, и Европската унија, и НАТО во овие конфликти. Критиките се пред се од еден аспект дека меѓународните организации воспоставија една политика дека конфликтите се приближно секаде исти, дека настануваат заради ерупција на национализам, етничка нетрпеливост и така натаму, и дека примената на мировните договори кои што ќе го забрат насилството, ќе постават една линија на раздвојување помеѓу страните, а потоа и ќе дадат некоја хуманитарна помош за да ги олеснат состојбите, е доволна за на овој начин да се помогне на државите. Но искуствата и анализите и кај нас, но и сега многу повеќе и на западните аналитичари покажуваат критика, сериозна критика на овој начин на политики и донесување на одлуки во интервенција, односно откако ќе настане насилство и откако ќе се случи голем број на жртви. Ама ќе забележите со право дека во овој случај Обединетите нации се хендикепирани заради тоа што една од страните во конфликтот во Украина е членка на Советот за безбедност, од друга страна, значи тука се интересите на големите сили кои што имаат право на вето. Дури не можат да се договорат за една резолуција да изгласаат да го осудат насилството. Истото тоа се случува и за Газа. Значи националните интереси или поддршката на едната или на другата страна го успорува. Ова е, значи, најочигледниот пример на тоа што праве Обединетите нации во изминатите децении и со што се справува. Значи, со сериозно попречување на остварување на незините надлежности, за да ги превенираат, да ги спречат конфликтите, но и самиот дизајн на институциите во Обединетите нации не помага во вакви ситуации, затоа што имаме многу сложени хибридни начини на војување. Што повторно ги остава жените сами на себе. Сами на себе, да. Го спомнавте Црвениот крст или Црвена полумесечина и други хуманитарни организации кои што го изнесоа товарот. Во многу случаи го изнесоа товарот на хуманитарната помош во Газа или на други места, но се попречени повторно од владени политики, каде што долги години, знаеме, Газа не можеше да и се достави ниту хуманитарна, ниту било каков друг вид на помош заради блокадите. Имаме колеги од Универзитетот во Гетеборг кои што учествуваа во организирање на такви хуманитарни активности, но тоа не е доволно. Значи, ние сме сега соочени со една сериозна промена и сериозен предизвик да размислиме и да сватиме дека прашањето како што сега го поставуваат и, да речам, Зеленски, и Путин, и Трамп, и другите, ги посочувам оние кои што се најјавно видливи, каков мир сакаат и што сакаат всушност, што сакаат да постигнат со договорот или посредувањето помеѓу Украина и САД или помеѓу САД и Русија. Каков мир сакаат? Ние тоа прашање го поставуваме со децении наназад и тврдиме дека инклузивните општества, демократските општества, општествата кои што инвестираат во мирот, може да бидат стабилни општества. Сите оние што се соочуваат со структурни, значи, нестабилности, значи, се разорени одвнатре. Тие немаат капацитет да спроведат вакви политики. А многу голем дел од државите во светот се такви. Значи, ретки се државите што можат да речат дека нас не ни треба соработка, помош или да го одржиме мирот во регионот или кај нас од Обединетите нации. Целиот систем е во еден вид на преиспитување и мора да биде сменет, односно прилагоден на сегашните и минатите во, да речам, 10-15 години
искуства кои што покажуваат дека неефикасноста на овие меѓународни институции е дел од проблемот како да се решат конфликтите. Со тоа што тие не помагаат, односно применуваат погрешни политики, ненавремени политики, краткорочни политики, а не онакви какви што се потребни на самата држава. Па тука произлези еден концепт, го нарекуваат хибриден мир, значи да се види со тоа што меѓународната заедница нуди, а што е потребно на некоја заедница, на некоја држава, за да се дојде до решение кое што може да се преточи во позитивно искуство. Ние такво решение досега не видовме. Значи секаде компромисот кој што и од двете страни бара да се откажат од некои од своите интереси и принципи, само го заострува и го одложува, односно го смрзнува конфликтот и неговото решавање, и затоа во некоја наредна фаза се соочуваме со повторно нестабилност, со повторно преиспитување зошто пред толку години беше вака, века и нас сега со ситуацијата околу тоа дали е целосно имплементиран Охридскиот договор, не е имплементиран, дали тој, иако во него немаме родова димензија. Немаме родова димензија, имаме образовна димензија, но во самиот договор немаме родова димензија, исто како што нема родова димензија ниту во другите договори во регионот. Професорке Георгиева, ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше разговорот со професорката Лидија Георгиева од Филозофскиот факултет, со која поразговаравме за улогата на жените и за тоа што се е направено на Балканот во постконфликтните или поствојните периоди. Се надевам дека барем малку успеавме да ви ги доближиме прашањата за мирот во овој проект на ЗФД форум, кој што има за цел да работи на прашања кои го помируваат ова општество и кои треба да воспостават еден траен и одржлив мир. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Јас сум Кристина Товска. Во следната епизода се гледате со колешката Еви Шкопи. Довидување од мене.